Добро вечер, драги гледачи. Добро дојдовте во новата епизода на Мотокаст. Мотокаст е подкаст во кој зборуваме за мотосветот и мотокултурата, истражуваме како е да се живее на две тркала, а еве во оваа епизода ќе зборуваме малку и како науката, претприемништвото, иновациите, креативноста се сретнуваат со мотосветот. Затоа имаме еден посебен гостин, млад иноватор, со кој ќе разговараме каква е иднината на мотосветот, што се не очекува во иднина и какви решенија се нудат со помош на новите технологии. Вечерот со нас е Нино Карас. Добро вечер. Добро вечер, Заке. Нино, прво би те прашал како успеа два навидум различни света, едниот наука, иновации, технологии, креативност и другиот мотосветот. Како успеа да ги споиш овие два света, или како да кажам, каде се пресретнуваат или се пресекуваат овие два света и од каде љубовта за двата? Од каде љубовта за двата? Пред се љубовта за моторите ме почна многу оддамна, од многу рана возраст. Бев многу среќен да имам така добар постар брат да ми купи Веспа кога бев 7 оделение. Добар брат? Да, ретко добар брат. Тука ми се роди желбата за мотори. И возев низ цело средна школа, па поминаа години, па полагав како што оди работата и така. Јас сум многу страствен за возење, вообичаено возам секоја прилика користам за возење. Дали тоа е од точка А до точка Б низ градот, дали е одење по состаноци, дали е буквално не е превозно средство, за мене е страст, е пасија. Меѓутоа, бекграундот кој што го имам и од кај што тоа што го работам професионално како сопственик и управител на фирма, подразбира од мене многу состаноци во текот на денот. Ајде сега ќе те прашам да се представиш малку. Кој е Нино Карас? Кога би ти прашал некој да се представиш на кратко, кој си ти? Јас сум кој е Нино Карас? Добро прашање. Јас сум коосновач управител на компанијата Codeval и коосновач на компанијата Bramel. Codeval е компанија која што работи во полето на информатиката, во делот на вештачка интелигенција. Bramel е првата компанија која што произведува елегантна мотоопрема во светот. Bramel не постоеше пред X години, меѓутоа започна баш пресек на потреба и пасија. Така, ајде за ова ќе зборуваме малку подетално. После, да те прашам, страстен моторџија си, што возиш? Возам Moto Guzzi V7 3. Тип на naked bike, Modern Classic, што в принцип има црти на Cafe Racer. Нели, со малце aftermarket делови, баш личи на Cafe Racer. Така тоа ми е daily rider секојдневно. Зошто те прашав, тргнувајќи од бекграундот, тргнувајќи од она што го работиш, очекував да видам дека водиш некој хајтек мотор, најнова технологија во него, сам се управува, во земја не го управуваат, ама не е така? Не, тоа што го возаме е ретро мотор, во принцип. Така. Има технологија во него, далеку е од хајтек моторите и најнова технологија, меѓутоа е буквално стара, тоест машина со стар дух и многу ретро карактеристики. Така. Одлично, ова ми се допаѓа. Значи сепак е страста кон мотоциклите, кон мотосветот е една работа, науката е друга работа. Ги спојуваш, но значи еве уживаш и во еден таков мотор. Ти креираше нешто револуционерно во светот на моторите, за моторџиите. Креираше сако, елегантно, за моторџии, и кога дојдов до тоа откритие, јас кога го видов бев воодушевен, импресиониран и малку избунет, како може тоа да биде. Од каде таква идеја, такво нешто да направиш? Може да ми го раскажеш тој процес? Како ти дојде идеја да правиш такво нешто? Така. Идејата дојде од собствен проблем. Како што кажав, јас сум страствен моторџија кој што се користи секоја минута и секоја можност секоја прилика да се качи на мотор и да пропатува од едно до друго место. Меѓутоа, секојдневното патување до работа ми представуваше проблем, затоа што не можев никако, таман ќе се израдувам убав ден надвор. Изгреало сонце, почнала сезона, сакаш да се качиш секој ден во неделата и секоја прилика да се повозиш. Меѓутоа, отвараш календар, денеска 300 станоци надвор од канцеларија, каде што треба да изгледаш
прикладно, убаво облечен. Вечниот проблем мој. Долго време се мачев како да ги уклопам тие две. Не возам на мотор, никогаш не возам без опрема. Не возам без заштитна опрема, бидејќи сум бил зажал во него околу 10 години до сега. И не се осудувам да се качам без да бидам заштитен, меѓутоа од друга страна па не постоеше, се долго време пробував да најдам опрема која што е складна да можеш да ја уклопиш за во канцеларија, за на состанок, за на настан и така натаму. Ти извини сега, ама како на филм ми раскажа, значи ти сега сакаш да одиш на состаноци, сакаш да одиш на работа, со моторот, нема сако за да те дотераш и нема сако, дури не ми се веруваше. Викам, не е можно. Отварам, барам. Бараше? Да, барав елегантна опрема за моторџи, барав сакоа за моторџи и така натаму. Тоа што најдов е нула резултати. Има кожни јакни, меѓутоа не се прикладни нели за деловен изглед. Наспроти најдов на редите на тон постови на луѓе кои што се мачат со истото. Како возите до работа, така. па спакувај си го сакото во торба, стави го, па ќе се пресоблечеш пред секоја канцеларија. И денеска 5 пати се пресоблекуваш. И денеска 10 пати се пресоблекуваш на Так. паркинг, па си изгужвало сакото, па влагаш на состанок, не изгледаш сосема обратно изгледаш од прикладно, бидејќи си цел изгужван. И ми скисна барав буквално опрема која што ќе го задоволи тоа, не можев да најдов проблем. Дека многу луѓе во светот мислат дека само мој проблем, викам и некој измислил. Видов дека многу луѓе на интернет се соочуваат со истото. На Reddit буквално имаше илјадници постови, луѓе како возите до работа, како се облечам, како да возам заштитен. Тоа што бе алтернативни солуции, не знам, облечи оверал со дозгора, ама па е претопло, па те уништува воžњата што е сосем спротивно тоа дека сакаш да возиш за ти убаво. Го уништува уживањето. Го уништува уживањето во целост, или не знам, пресооблакај се или остај си од дело на работа. Не се алтернативи за секој ден. Може да еднаш во неделата, меѓутоа секојдневно е навистина мака. И така се роди идејата, окреираме првото сако за моторџи во светот. Фирмата крстивме, компанијата крстивме Брамел, тоа е брендот го крстивме Брамел, во чест на човекот кој го измислил првото машко сако, тоа е то дело. И така почна целата приказна. Браво. Ајде сега, како што знам, ќе те прашам за сите, покрај машкото сако, кое што веќе е промовирано и веќе може да се најде да се купи, креиравте и женско сако и креиравте и панталони машки. Препоставувам дека и женски панталони ќе следуваат. Да те прашам? Така, да, ова е малце ексклузива. Не. Значи во Мотокаст ексклузивно сега. Ексклузивно во Мотокаст. Така? Да, првиот продукт ни е машкото сако, кое што Така? го произведовме во веќе две генерации на продуктот. Имаше Limited Founders така. Edition, па имаше V2. Извини, може ли да обясниш процесот како тоа изгледаше? Што значи ова сако? Процесот беше многу тежок. Јас да бидам најискрен, Така? го подценив, тоест го подценивме сите што работиме во Брамел, самиот процес. Идејата беше треба да направиме мотојакна што изгледа како сако. Елегантно. Звучеше прилично ставно. Ќе направиме сако, ќе го заштитиме со заштитен материјал, ќе му ставиме штитници, супер, може да го лансираме на маркет и се ето окей. Се соочивме со многу проблеми, во принцип искочија проблеми, машките сакоа или одела по дизајн се направени да изгледаат убаво, не се направени да бидат комфортни. По принцип во нормално машко сако е тешко врвци да си врзаш, а камоли да возиш мотор што подразбира целосно си навален надвор. Така? Второ, сакавме да биде безбедно. Машките сакоа се направени од многу елегантен, тоест префинат материјал, па што и да ставиш одоздоле како заштита се одцртува и никако не можевме ги ембедираме сите заштитни материјали за тоа да биде истовремено безбедно, да не се приметува, тоест никој да не знае дека ти носиш нешто посебно под тебе, тоа е целта да носиш, да личи на една елегантна. Па еве ти го носиш сакото во моментов. Јас го носам. Јас да не знаев, мислам дека е сако кое што е, нели, редовно, нема врска со моторџи. Да, тоа ни беше целта, буквално да изгледа како едно нормално и префинато сако, да е заштитно и да е комфортно за возење. И од така едноставна идеја поминаа 2,5 години истражување и развој, 2,5 години истражување и развој. 2,5 години истражување и развој. Процесот беше многу тежок. 12 различни прототипи итерации. Тоа значи нацрт, дизајн, го креираме, го произведуваме, го тестираме, сваќаме се што не чини, тоа во канта 12 прототипи. 12 прототипи итерации, па на крај
тестирање официјално, сертифицирање според најригорозните моторегулативи, за да знаеме дека е официјално. Кажи негова, што значи тоа сертифицирање според највисоките регулативи за безбедност? Што значи еве за ова сакот тоа што значи кажа? Тоа, да. Брамал сакото е сертифицирано според најновата регулатива за мотоопрема во светот, EN 17092. Во принцип во светот постојат целата мотоопрема, зависно дали се кациги, ракавици, јакни, панталони, не е важно, за секој парче опрема има посебна регулатива која што одредува. Ова ќе го објасним малце подробно, ќе сакам да те прашам, знам дека овој дел убаво го познаваш. За сакото, значи за ова што го направи ти, што значи тоа ниво на безбедност? Така. Гледачите да разберат. Така, што значи сакото ако го ставам на себе, колку сум безбеден? Така, Брамал сакото е официјално сертифицирано според најновата европска регулатива како класа А мотојакна. Тоа значи мотојакна на мејата за возење низ град. Иако иницијално е дизајнирано за AA класа, тоест AA класа, ќе објаснам малку подоцна што значи тоа. Иницијално го сертифициравме како А, затоа што процесот е многу време треба, второ многу финанси. И припоставам нетрпение да излезе официјално. И нетрпение да го лансираме. А-мото, официјално сертифицирана А-мотојакна, што значи дека го заштитува возачот од скршеници, значи има штитници на лактите, на рамената и на грбот. Го заштитува возачот од импакт, тоест од удар, и го заштитува од абразија. Да те прашам ова за тие за маус подлога мауспад, или? Да, многу модерен мауспад, така изгледа. Ова всушност е штитникот за рамо, кој што се наоѓа во сакото. Да. Ова е највисокото ниво на штитник, level 2 протектор, кој што е изработен од најнови материјали. Вака е многу флексибилен и лесен. Така? Меѓутоа при удар се зацврстува и при тоа дисперзира импактот низ целата површина, намалувајќи го ризикот од фрактура. Значи ако не де Боже паднеме на рамо или на лакт или на грб, каде што има штитници, овие штитници го штитат возачот од фрактури. Значи да го заклучиме овој дел дека сакото од аспект на безбедност, после ќе зборуваме и деталите околу безбедност на опрема. Так. Сме тотално заштитени. Да, целосно. И штитниците заштитуваат од фрактури, а целото сако е обложено со Дупонт кевлар, тоа е еден од најпознатите. Целото сако? Целото сако. Дури и овој дел кој што јас моментално не го носам, во предниот дел има еден се вика виндпруф жилеј на македонски, би дошло не знам како жилеј превод, да не штити од ветер? Да, ветроотпорен додаток кој што се отстранува кога се вози, го закопчуваме и овој дел не е покриен. Така? Дури тој, иако не треба, дури според регулатива не треба, целото сако буквално од секаде е заштитено со Дупонт кевлар. Така да не е важно како и да, не дај Боже, паднете во несреќа. Така? Тој материјал ќе ви ја заштити кожата од во принцип од оштетување, бидејќи нема да се скине, така да вашата кожа ќе биде заштитена, а штитниците ќе заштитат од фрактури, така да имате целосна заштита при возење. Одлично. Сега ако те прашам исто за женското сако, знам дека се уште не ви официјално промовирано, имаме ексклузивна шанса да го видиме и да го продискутираме во Мотокаст. Каде е тука приказната? Беше поедноставно, бидејќи веќе имавте искуство, или покомплицирано? Беше покомплицирано. Зошто? Затоа што кога се станува збор за женското сако, зборуваме во многу помали димензии. Во принцип, за женските сакоа се многу пострукирани од машките, самите ракави елементи се многу помали. Збориме за елеганција, нели? За елеганција, меѓутоа и за заштитата. Уште така? Беше по напорно и по предизвикувачки како истите овие штитници, затоа што индустријата не подразбира штитници во различна големина. Штитниците се исти и за машки и за женски јакни. Така? Меѓутоа површината кај што треба овој штитник да се вгради е скоро дупло помала од машките сакоа. Така да оној момент како да се вгради пред се тоа физички да го собере таму и да биде удобно и да не се познава, беше уште попредизвикувачки. Секако веќе знаењето кое што го имавме од процесот креирајќи го машкото сако ни олесни доста тоа, меѓутоа имавме нови предизвици кои што ги немавме претходно со машкото сако. Остана да прашам што инако за гледачите да кажам, значи во оваа емисија не правиме реклама, се обидуваме да го промовираме она што Нино го направи.
а тоа е едно револуционерно и откритие, иновација, како да кажам, која што нуди безбедност дрвна, а на нас моторџите многу ќе ни помага во иднина. Така да што ова не е реклама, ова е промоција на Нино и на она што го работи. Сега останува уште еден дел важен, а тоа се панталоните. Знам дека не се финални, знам дека ги имаш, но не се, нели, до крај целата процедура завршена, до кај сме со нив? Женското сако е пред лансирање, панталоните се во финална прототип фаза, што значи дека им следи тестирање и сертификација. Така. Очекуваме да биде тој процес завршен во наредните неколку месеци, за да може да бидат лансирани. Исто Кевлар, тоа Дупонт Кевлар, сето тоа? Исто, никогаш не сакаме да скратиме на заштита. Во принцип нашата цел е да биде целосно, да обезбедиме целосна заштита и тие се целосно обложени со Кевлар. Имаат малце поразлични штитници од овие, меѓутоа исто така не се приметува заштитата, а безбедноста која што ја нуди е пандан на она што го нуди Брамал сакото, само што го комплетира целиот изглед, па може да добиете цело оддело наместо само сако. Затоа прашувам. Да. Ми треба, затоа прашувам. Редовно имам проблем, нели, она што ти си го има проблем, ама ти си го имаш тој ум што го имаш и тие, нели, можности си го направил тоа што си го направил. Рековме нема да правиме реклама, но би сакал да прашам како си задоволен до сега, како оди продажбата? Знам дека, ајде ти кажи ни каде се продава, нема да кажуваме во која продавница, но каде се, во кои земји се продава и како е до сега си задоволен? Така, ние продаваме низ цел свет преку нашата онлайн продавница, во принцип правиме дистрибуција глобално, 81% од купувачите ни се од Соединетите Американски држави, таму највеќе се продава сакото. На страна од онлайн продавницата се продава во принцип во мотопродавници на светот, во неколку продавници во Калифорнија, сега поново имаме продавница и во Естонија и Русија, две продавници низ Македонија. Браво, така значи ги има и тука. Подлека, па почнавме од тука, пред се треба да ги има тука. Сигурно, така е. Ако те прашам, кој ги купува? Дали имате представа кои се луѓето што ги купуваат? Вообичаено како профил на луѓето? Да, секогаш правиме анализа на купувачи. И тука имавме погрешни претпоставки во голем дел. Во пример какви мотори возат луѓето. Пред се ние мислевме дека пример повеќе се фокусираат на луѓе кои што возат кафе рейсери и така натаму, испадна дека најголем број од купувачи возат Харлија и Индиан големи мотори, што не го очекувавме, меѓутоа има секакви мотори кои ги имаат купувачите. Вообичаено луѓето кои што купуваат сакото се луѓе кои што се деловни, вообичаено се или предприемачи, или се занимаваат со недвижности, или се работи за адвокати, доктори, инженери и така натаму, луѓе кои што да речам, по потреба им треба да изгледаат деловно во текот на денот, што не сакаат да го остават мотор за оден состанок. Така, да, тоа е нешто што го заклучивме покасно, не беше малце, не беше претпоставка што имавме на прва. Ние мислевме дека да, сите кои што имаат потреба, испадна дека луѓето кои што моторот не им е превозно средство, туку им е пасија. Значи, така е. Тие луѓе се тие кои што купуваат сакото. Така. Да те прашам во текот на креирањето на целиот тој продукт, рече 2,5 години вкупно, може ли некоја анекдота да ни кажеш, некоја интересна ситуација што ви се случила при тие проби, тестирања, што и да е? Верувам дека имало многу, не може да, познајќи и тебе, како личност сигурно имало и работи за смеење, и за срамење, и за плачење, и се имало сигурно. Имаше многу анекдоти, не само во процесот на креирање, и секогаш викаме тоа треба да го запишеме за еден ден да го раскажуваме. Никогаш не ги запишуваме и пола сме ги заборавиле до сега. Да, во процесот на креирање имаше многу проблеми од секаков тип. Имаше случувано што е нормално, да мислиме дека сме блиску со продуктот, да испадне дека не знам, едноставно поти, или нема доволно вентилација, или не е удобно, или можеш да возиш во оваа положба, не можеш во онаа, и такви нормални проблеми. Меѓутоа сме имале многу интересни приказни во делот при лансирање, во делот при одење на саем и така натаму, бидејќи сепак се работи за стартап компанија со која што е на почеток.
Така да имаше многу интересни работи, пример кога сакавме да го лансираме сакото, само што тргнавме го лансираме, фати ковид. И си спозатворија сите граници и така натаму. Ние имавме веќе уплатено штанд на EICMA во Италија, што е голема инвестиција. Па Италија буквално неколку недели пред да се случи сајмот, се резервира штандот скоро година дена унапред. Неколку недели пред да се случи сајмот, Италија стави забрана за македонски граѓани да влегуваат во Италија. Па моравме да бараме посебни дозволи од италијанското министерство да ни одобрат и така натаму. Буквално добивме дозвола еден ден пред да почне сајмот. Неколку дена унапред вообичаено се оди за да се уредат тие штандови бидејќи се работи за голема организација. Ние буквално имавме неколку сати да се сетапираме, да стигнеме таму и да почне сајмот. Значи било на ивица на... Буквално, да. Кажи ми по тие саеми, на такви настани каде што се промовирале, дали некои познати личности, познати моторџи, не знам, да речам селебрити или било кој покажал интерес за сакото? Да, имаме такви интересни приказни. Токму на EICMA имавме прилика да го запознаеме Макс Биаджи. Нема потреба зборам кој е Макс Биаджи. Кажи заради гледаш. Макс Биаджи е буквално легенда кога станува збор за мотоспортот, се работи за професионален тркач кој што веќе е во пензија. Меѓутоа е неколкократен светски шампион, па и MotoGP возач, има големо ривалство со Валентино Роси долги години. Интересна анекдота со Макс Биаджи, јас кога бев мал, буквално имаше порано едних магазини од Хрватска автоклуб се вика. Имаш, така. Внатре има постери од време на време. Ја најдов постер од Макс Биаджи кога бев мал во автоклуб и буквално ми беше тука до креветот одма. Значи ја пораснав со постер од Макс Биаджи, си заспивав со него секоја вечер. Дојдовме на EICMA првата година и успеавме во принцип, ние му пристапивме на Макс Биаджи, он требаше да се појави на сцена како селебрити, тоа се посебни организации. Дали би бил заинтересиран да се видиме за да му објасниме за првото мотосако во светот? Ве поканија? Да. Не поканија на пијаџа штандот, буквално во инкогнито мод, никој не знаеше дека е човекот таму, илјадници луѓе на штанд. Се не уфрлија во посебен дел што е буквално ограден и бевме во тој дел јас, Нина, која што ми е кофаундер во Брамел, и Макс Биаджи во целиот тој дел. И од страна 1000 луѓе кои што сликаа и снима и беше онака состанок под притисок. Селебрити, значи станате вие. Состанок под притисок, имавме супер конверзација. Многу му се допадна продуктот. Рече дека во Монако каде што живее сите возат скутери и брзаат некаде по некакви настани, нека супер продукт сме креирале, меѓутоа ете уште се обидуваме такви некои познати личности да ствариме некакви понапредни соработки така. Супер. Ајде сега од овие теми за вие што правевте и што правите, на крај ќе видиме и што планирате во иднина и како планирате. Јас би те прашал, бидејќи мотосветот не знае многу, искусните моторџи секако знаат, што значи кога зборуваме опрема заштитна, ово мора да го кажам бидејќи Мотокаст се залага за користење и постојана употреба на безбедносна опрема. Така. И сакаме, некој што стварно го проучил тоа добро, да ни објасни што значи таа заштитна опрема и дали кога да купам јакна или чизми или панталони, јас порано кога не знаев, одев по една стара изрека, ако не знаеш што е добро, купи што е скапо. Во денешниот свет не е веќе така, знам дека се менуваат работите. Може да ни објасниш што се клучните работи на кои треба да внимаваме кога купуваме? Така. Опрема, во однос на безбедност, најмногу за тоа, нели? Не збориме сега за брендови, збориме за безбедност. На што да внимавам и што да барам како моторџија, да знам дека сум безбеден кога купам такво нешто. Кога станува збор за мотоопрема, во принцип секое парче на што преска на малце го начнавме, секое парче на опрема, независно дали се работи за панталони, дали се работи за јакна, дали се работи за целосно дело, кациги, ракавици, се што представува мотоопрема, подложи под различни регулативи на заштита кои што оценуваат колку тоа парче е
всушност спремно да те заштити во случај на незгода. Така. Има различни регулативи. Тие има секоја, да речам, имам повеќе организации на светот кои што имплементираат регулативи, меѓутоа кога станува збор пример за кациги, кај кацигите има ДОТ, која што е американска регулатива за кациги. Има ЕЦ, која што е европска, од Европска унија регулатива за кациги. Има СНЕЛ и така натаму. Меѓутоа, кога станува збор за останатите парчиња на опрема, генерално најстрогите регулативи, тие што важат како стандард, се стандардите на Европската унија. Така? Тоест CE стандардите. CS. CE. Аха, да. CE. Постојат стандарди кои што се посебни пример за штитниците што се вградуваат. Они подлежат под посебен стандард. Посебен стандард имаат јакните. Најновиот стандард за јакни и панталони искочи само пред неколку години, мислам дека на почетокот на 2019. Претходно имаше еден друг стандард на Европска унија кој што беше и како ригорозен. Меѓутоа 2019 година, токму кога се обидевме, кога почнавме работиме на мотосакото, се појави новиот стандард што е скоро дупло поригорозен од стандардот. Да. Се вика EN 17092. Во тој стандард кој што е стандард за јакни, панталони и цели оддела, тоест оние спортски дела кои што не се носат на рейс траки, предвидува околу 20 посебни параметри на тестирање на даденото парче опрема. Тоа сакам да прашам, како е тестира? Што значи тестирањето? И значи јас кога купам таква јакна или комплет да речеме, знам дека сум безбеден од што? Так. До каде? Да. Постојат неколку, според тој стандард, постојат неколку класи на опрема намената за различни намени. Така? Има 5 класи тотал, има 3А, 2А, А, Б и С опрема. Тој стандард предвидува дека 3А е опрема која што е соодветна за на рейс трака, тоест за на трка. За овие што MotoGP, да. 2А стандардот, тоест АА класа, е класа за адвенчар опрема. Тоест луѓе кои што возат адвенчар, стази, планини, траки кои што не се... Поставам и за автопати, за такви... И автопати, меѓутоа и нели офроуд и тана, пошто е малце посериозно, не да боже паднеш врз карпа е многу понезгодно него да паднеш на прав пат. А класата е опрема за незград, Б класата е опрема за незград која што не обезбедува протекција од удари, тоа само обезбедува абразија, тоест абразија значи дека нема сиски на парчето, ќе те заштити кожата од дизгање. Така. А С е посебна класа која што се несува само на штитници. Сега стандардот од Европската унија, пошто прашањето беше како нели се оди целиот процес на тестирање, има определено неколку акредитирани лаборатории кои што го работат тоа. Буквално се неколку, цела индустрија тестира и цела индустрија, цела мотоиндустрија, сите парчиња, секоја ѓакна што ќе купиме таму ги тестира. Се тестираат низ тие 6-7 лаборатории, не знам колку беа точно, низ целиот свет. Тие се акредитирани, значи они имаат специјална опрема за тестирање и се акредитирани да тестираат и да издадат сертификат дека тоа парче ја задоволува таа класа на опрема. Нино, извини, знам дека за ова и веројатно во еднина ќе потрошиме уште некоја епизода, ќе инвестираме во едукација и моја и на гледачите, но значи да поедноставиме за гледачите. Значи кога одам да купувам опрема, јас како моторџија би требало барем А да купам, така? Да, ако возиме во град највише, купуваме град и натворено, патувам мототури и така натака. Така да целта би било да купите А или 2А. Да. Така. Значи тоа сакам да кажам да знаеме дека тоа е. Она 3А не ни треба веројатно, тоа е за видете 3А сега ако има повисока степен на заштита, меѓутоа е понекомфортна опрема. Значи ќе даде повисока заштита, ама вообичаено се оние целосни мотодела кои што се малце потешки и така, кои што не се за секојдневна потреба. Значи окей, А и 2А е сосема доволно за да бидеме безбедни. А и 2А знаете дека ако е сертифицирана опремата според А или А според EN 17092, дека таа опрема е подложена на многу ригорозни тестови во лабораторија и ја задоволуваат стандардот. И како ги тестираат? Тестираат, но вака на кратко би се знам дека може многу да зборуваш за ова. Да, тестираат како што кажав с неколку лаборатории низ цел свет, се тестираат на 20 на параметри различни, тие што се 6 најбитни, вклучуваат всушност
импакт, тоа е заштита од удари. Удар. Абразија, тоест да ако лизгаш на Триење. асфалт да не се триење, да не се иски на јакната за да ти биде заштита на кожата. Се тестира секој штеп на јакната на Секој штеп. сила, да. Се тестира самиот материјал на кинење при импакт. И се тестира меѓу другото комфорт. Значи колку тебе ти е комфортна јакната, за да не ти ги лимитира И тоа движење. има? И комфорт тестира. Да. Браво. Значи дека саково што вие го правите, има, рековме а е правено за 2А. Да, Ако да се вратам на она што го зборуваме, значи сега го разбирам веќе. Да. Сакото е направено да бидат 2А. Материјалите што ги користиме буквално се на едно ниво повисоко од што му е намената возење низ град. Одевме за 2А, за Adventure Gear ниво, меѓутоа самиот процес на тестирање се одвива на следниот начин. Пошто цела индустрија тестира во тие неуко лаборатории, прво се чека многу време. Ако вие аплицирате за 2А, меѓутоа заради еден минорен параметар може да биде и комфорт, не е важно, не исполните 2А, не ви даваат А, него не ви даваат ништо. Цел процес од почеток. Така. И за тоа беше целта ние прво да добиеме А, кога знаеме дека имаме А, сега ќе аплицираме за 2 без да правиме модификации, пошто знаеме дека е дизајнирано пред се за 2А заштита. Значи ќе одите на 2А. Да. Браво. Имам да те прашам нешто, многу пати го сретнувам изразот. Јас знам, прочитал што значи, но како ти го доживуваш, ADGAT или All Gear at all time? Да, ADGAT е движење во однос на кое што поддржува све за мотоопрема. Тоа е all the gear all the time. Скратеница е дека треба да се носи цела опрема цело време кога се на мотор. Секогаш. Јас лично, како и секој моторџија, имаме свест до некаде, си викаш ај одам на автопат, ќе ми треба, нели, ќе се облечам посериозно, одам до ресторан што ми е на километар од дома, па знаеш, може и не мора. Меѓутоа, работејќи во индустријата, сватив дека многу има официјални истражувања дека третина од несреќите на мотори се случуваат само на неколку километри од дома. 37% точно се случуваат на помалку од 5 милји од домот. Што тоа е помалку од 8 километри од домот. Сега кај нас е тоа 8 километри прилично големо, меѓутоа истражувања се правени во Америка, таму е буквално во населбата. Така. Затоа што некако како моторџи се опуштаме кога сме блиску до дома. И затоа е важно да се носи целата опрема цело време, тоест да се стремиме да бидеме заштитени без разлика дали идеме на кратка воžња, дали одиме до канцеларија или не, затоа што најголемите проблеми и несреќи се случуваме кога ќе изгубиме фокус, кога ќе се чувствуваме комфортно и не секогаш по наша вина. Така. Ајде сега да те префрлам на една друга тема. Знам дека си активен на повеќе полиња. Младци и напредени, така ти приличи. Знам дека си вклучени во одредени општествено одговорни акции, активности, така да би те прашал да ни раскажеш што правиш да помогнеш на општеството овде или по светот. Така, ние сме со Брамел дел од еден настан кој што се вика Distinguished Gentleman's Right. Distinguished Gentleman's Right е настан кој има за цел, кој се работи во соработка со Movember фондација. Movember е многу позната светска фондација која што се залага за заштита на истражувања против ракот за простатата и генерално за машко здравје. Так. Во принцип, Distinguished Gentleman's Right е настан кој што еднаш годишно се случува, потекнува од Австралија, од Сиднеј, меѓутоа сега се организира во скоро сите големи градови во светот. Да, беше и во Скопје пролет. И во Скопје, да. Во Скопје се организира веќе неколку години, па повеќе од неколку години. Јас знам дека првиот Distinguished Gentleman's Right во Скопје го возев 2018-19 година. Так. Која е твојата вклученост до тоа? Како изгледа? Ние сме официјални спонзори на Distinguished Gentleman's Right настанот во Лос Анџелес во Америка веќе 4 години поред. Браво. Во принцип, сакаме да придонесеме кон пред се зголемувањето на свеста за мотоопремата, меѓутоа и сето она за кое што се залага настаната, тоа е донирање на средства за средствата кои што ние нели како спонзори ги даваме на тој настан,
за истражување и за превенција на ракот на простатата и за машкото ментално здравје. Еднаш годишно се организира овој настан, како што кажав, Лос Анџелес е еден од најголемите настани во светот, мислам дека е во топ 3 секоја година, каде што има неколку илјади учесници секоја година. Да, тоа верувам, затоа што знам во Скопје беа неколку стотини моторџи. Така. И од она што го знам, многу моторџи и не знаеа дека се случува настанот. Веројатно и не е доволно промовиран и треба да се промовира. Знам дека ја се пријавив, излезе нешто, морав да отпатувам и не бев тука, но ако се собереме по колку луѓе се вклучуваат во сите земји каде што се организира, тоа се огромни бројки на луѓе, првенствено моторџи, но е други луѓе што се вклучуваат. Дали во некакви други покрај Gentleman's Ride си вклучен како општествена одговорност? До сега сме примарно вклучени и се ангажираме да го поддржиме Distinguished Gentleman's Ride, меѓутоа е преку самата организација и индивидуи кои што учествуваат во Gentleman's Ride, не самата организација. Пример годинава најголемиот фандрейзер во Нью Йорк, ние му бевме неофицијален спонзор и возеше во Брамел Сако годинава за да нели се подигне таа свест. Така, меѓутоа така придонесуваме преку обезбедување на спонзорства на индивидуи кои што индиректно учествуваат на тој настан, а и ние директно го спонзорираме официјално во Лос Анџелес веќе 4 години поред. Одлично. Да те прашам сега, да речеме сега малку приватно. Како го успеваш? Знам дека си многу зафатен. Значи имаш еден бизнис, друг бизнис, иновации, претпоставам дека многу време ти одзема. Како успеваш да го балансираш времето како предприемник, иноватор, научник и од друга страна моторџија? А знам дека ти е ова последното исто голема страст. Да, во принцип го балансирам на тој начин што од таму и нели потекна самата идеја, буквално веќе моторот ми станува и примарно превозно средство на страна од пасија. Така да сите оние просторчиња меѓу работа до работа, од состанок до состанок, јас сум на мотор. Значи си го крадеш секој момент? Си го крадам секој момент, затоа што ме опуштам, е начин на мала пауза помеѓу големите работи во текот на денот, да се издишам, да се фокусирам, да ја раскажам на кацигата се што ми се случило во текот на денот. Нели? Да, апсолутно. Значи, што се нема слушна до таа кацига. Така, види, јас дури некогаш кога патувам така, немам и не ставам комуникатори и такви работи на кацигата и ми е многу убаво, си кажувам се, знам да си запеам, така, супер ми е. Или посебна изолација ти дава, така, тука си така, во моментот. И сам си. И сам си, да, така. Баш така. Да те прашам, бидејќи ти е пасија и страст возењето мотор, кои се незаборавни искуства со моторот, или незаборавни места кај што си бил со мотор? Сум имал прилика, возам многу интересни рути до сега. Генерално сум тип на човек кој што не вози долги рути, се некои кратки рути до, не знам, 3-4-5 сати максимум. Меѓутоа, бидејќи патувам многу, обичаено кај да одам во последно време, имам за цел, ако порано многу одам на рента в коли, затоа што беше подостапно, тешко беше да изренташ мотор, немаше толку сервиси. Сега во многу места во светот има платформи кои што ти нудат и да си изренташ мотор. Кај да одам на бизнес патувања, приватни патувања, гледам да си изрентам мотор. И тоа ми дава момент да можам да експлорам многу интересни рути. Супер. Одвои некоја. Да, меѓу другото, последното одење во Лос Анџелес го возев Route 1, тоест Pacific Route 1, еден од најпознатите мотопатишта, да кажем, најсценски мотопатишта за возење. Успеа цела да извозиш или? За жал не, бев лимитиран со време, извозев некаде третина, тој пат е навистина многу долг, се протега од доле, од под Лос Анџелес се до Сан Франциско и е навистина рута која што треба да се ужива низ неколку денови возење. Има многу што да се види таму. Јас за жал бев лимитиран на еден ден само, така да возев некаде над Малибу и назад и тоа беше тоа. Меѓутоа беше едно незаборавно искуство. Возев многу интересни патишта во Тексас. Имаат многу интересни патишта за возење таму. Така да тие се некои
не знам, тури кои што ми оставиле, и не конкретно и само тури, меѓутоа и возења кои што ми оставиле посебен впечаток. А кажи ми, има ли разлика помеѓу тоа да возиш мотор овде во Македонија на Балканов и во Америка? Има ли разлика во однесувањето на луѓето, во правилата, во не знам, во доживувањето? Има разлика во културата на возење. Така? Секоја земја си има, нели, своја култура. Пример, една чудна работа во Америка кога ќе отидеш, бидејќи се многу големи улиците, нели, дури и оние улици во мало што им се, Да, се мегаломански каде. Мегаломански, нема семафори. Сега ти имаш улица 3 ленти со 3 ленти, нема семафори, меѓутоа си имаат едно правило. Сите, буквално сите, не е битно дали нема никој, не те гледа ни полиција, ни никој утри са бајле или преку ден која гужва, сите застануваат. На стоп знак сите застануваат и се пропуштаат како оди редот еден по еден. И тоа ми беше многу шок, пошто да знам кај нас е многу ниво култура за нас. Да, кај нас некако е јако треба сите тоа да го правиме, за жал за многу луѓе е повеќе насока. Овде би требало да застанеш, ама не застануваат и како на мотор, нели, по дефолт ние малце возиме дефанзивно, тоест ние секогаш застануваме пошто сме моторџи, да не те собере некој, да внимаваме. На тоа ми беше прв шок. Доаѓаш на голем булевар и еднаш сите стојат те чекаат, ајде твој редо да поминеш, знаеш, нема тука брзање. Интересно. Тоа беше најголем шок, искрено. А да те прашам, додека возиш мотор, еве, на тие тури што ги кажуваш или било каде, дали се случува, бидејќи зборувавме за спојување на два света, да дојдеш до идеи, нешто што би променил некој нов потфат да така, ти текне. Да. Обично викаат кога човек е осамен, убаво рече ти со кацигата сам си зборуваш, на такво доживување едно опуштен. Дали се случува такво нешто? Да, многу често се случува и баш поради тој момент, затоа што некако влегуваш во некоја посебна зона, ти си сам си и со мислите. Така? И си раскажуваш и размислуваш на многу работи, многу често се раѓаат или решенија на проблеми, не мора да е конкретно нова инновација. Се случило тоа така? Да, меѓутоа идеи за солуции, идеи за можеби наредни продукти и технологии што сакаме да ги работиме и така натаму, доаѓаат буквално тие моменти кога си сам, кога возиш, кога не мислиш на ништо друго, мислиш само на препреките на патот и си зборуваш и медитираш. Некако си, не знам, како посебна зона која што ти дава можност да се фокусираш и некако чисто да размислиш на се. Ова што го спомнува ме потсети, супругата еднаш зборувавме, одамна беше ова, кој промени кај нас ги прави возењето мотор, како луѓе. И интересно е, една забелешка што имаше, кога размислив, голема вистина, сега го спомни, затоа ми дојде тоа на ум, возењето мотор, веројатно е една од ретките работи, која што без да вежбаш и да те учи некој, ти го изострува фокусот, бидејќи мора да бидеш фокусиран не 100-120%, нели? Баш така. И веројатно затоа се друго бледе околу и кога велиме ние, нас не ни треба психијатар, психотерапевт, тоа ни е терапија, нели? Да, баш така. Значи во тоа опуштање од све друго на фокус на возењето, препоставувам затоа да прашав дали тука има некако спој со работата, со иновациите, оно што го работиш нормално, кога возиш мотор, ти доаѓа таква нешто. Па баш така, бидејќи во текот на денот баш агендата е целост, секој ден ти исполнет со 100 врски и се помалци имаш време да размислуваш слободно размислуваш на останати работи. Така. И баш тие возења си го прават своето, особено ако искочиш барем нешто надвор од градот, имаш некој сад да малце да се фокусираш. Тоа се моменти така што си многу креативен меѓу другото и ќе ти текнат некои работи. Затоа те прашував. А кажи ми, дали новие патувања или врзано со мотосветот и со твојата работа се поврзуваш со други луѓе кои што се слични како тебе, се исто така моторџи, ја делат страста? Да, моторите се тоа што го сфатив на низ годинивија дека се ненормално добар начин за отпочнување конверзација. Нели? Не е важно дали е моторџи од другата страна, некако побудуваат, нели, емоции дури кај луѓето што не возат и за започнување конверзација се одлични прилики. Многу често се случува да се поврзаме со луѓе, да се поврзам на тие патувања, и да искочат и бизнес релации, инвестиции. Од тој аспект те прашував, дали се случува и тоа? Апсолутно, последното возење сега кога бев во Тексас во Америка, буквално од спонтан муабет, наредниот ден веќе бевме со двајца venture capital инвеститори, возевме заедно и почнавме да зборуваме и за бизнис и со работки така натаму, и ако кога возевме, значи нели? Тоа е така. дружбата.
тоа сакам да прашам, дали значи сретнуваш такви луѓе и дали те врзува ова што го правиш со, нели, возењето мотор со друго, што за мене е очекувано и ке мене се случува такаво, случајно излегуваат многу работи, а на крај излегува дека тоа е преку моторите. Ако те прашам сега од оваа перспектива, каде ја гледаш ти иднината во поврзаноста помеѓу науката и моторите, или влијание науката и технологијата врз моторите? Имаш ли некоја визија каде оди ова? Науката и генерално инженерството и технологијата допринесуваат во многу сфери. Секој ден гледаме нови иновации, не само во системи за безбедност во самите мотори, меѓутоа и во збориме и во мотоопрема. Мислам дека и тука и малку сум поделен, да бидам искрен на таа тема. Добро. Иако сум малку си старомоден. Да, за жал. Иде за среќа. Иако сум човек кој што работи во технологија и кој што во слободно време нели се интересирам за сите cutting edge технологии, создавам технологија така натаму. Кога станува збор за моторите, не сум голем поборник пример за најновите развојни решенија од типот на електрични мотори и така натаму. Мислам дека има добри системи кои што се интегрираат благодарение технологија, не знам, подобра амортизација, подобри системи за кочење. Меѓутоа, пример, не сакам електрични мотори, мене ако ме прашаш, сакам класични мотори. Добро, тука има многу поделени мислења, ама едноставно мислам дека доволно е голем просторот да има за секого по нешто. Апсолутно. Не, има луѓе кои што им се свиѓаат електрични мотори, нели? Тоа е поише дискусија. Така. Зборувам дека тоа што ме радува е дека се работи се понапредно во однос на безбедност. Значи, сите овие технологии на крај ги прават моторите побезбедни, поудобни за возење, а и самата мотопрема. Дури во развојот на мотопремата гледаме трендови од типот на airbag системи во обична casual мотопрема која што не е за трака. Гледаме каци кои што имаат посебни системи за пример Smart helmets што ги викаат сега. Па не само smart helmets да имаат камери и така натаму, збориме и системи од типот на при удар да балансира, се ротира главата внапред. Така. Ракавици сигурно си ги сретнал кои што при пат не го блокираат ударот, него буквално амортизираат, лизгува ракавицата, лизга за да немаме нели штети. Така да мислам дека тоа е главниот фактор. Да заклучиме, помага науката, носи кон поголема безбедност. Апсолутно, да, технологијата како све помага. Така. Каде сте вие во тој аспект? Каде со наредните потфати, што ќе правите, што планирате? Така, во првите потфати веќе ги дискутиравме, лансираме женско сакои панталони со цел да искрено искочи како побарување од страна купувачите. Мислевме дека нема да има толку интерес за женско сако, испадна дека многу голем интерес има за женското сако. Така. Размислуваме на напредни системи од типот на ербези во некои различни форми, не само во класични форми, така да ќе работиме и на некои такви продукти кои што се планирани за наредна година веќе. Значи како што веќе кажав, ќе имаме простор пак да те поканеме и пак да ни раскажеш што има ново. Се надевам. Така. Од тебе некој совет или препорака за почетници моторџи, за искусни моторџи, што би ги посоветувал од овој аспект што зборувавме? Јас само би апелирал за носење на опрема. Значи, мислам дека како сме поискусни како моторџи, некогаш можеби сме покомфорни во скиловите кои што ги имаме, ајде одам од овде до онде, не ми треба сега, кој ќе се облака надвор 40 степени, не можам ова јакна да возам. Како што кажав, најголемите незгоди се случуваат кога сме најопуштени, обично на таквите најбезбедни рути што си ги викаме иницијално, ја апелирам само да се носи мотоопрема во било која форма, дали се работи за летна, лесна мотоопрема, зависно од пригодата имаме различни форми, не мора да биде тоа тешка мотоопрема, може да биде меш јакна и така натаму. Меѓутоа трудете се носете што е можно повеќе мотоопрема и што е можно повисока класа на мотоопрема во однос на степенот на безбедност, тоа е така. Некоја порака или совет за гледачите, бидејќи нас не гледаат и моторџи и не моторџи? И не моторџи. Совет. Советот секој што сака да почне да вози, мислам дека треба да барем да проба. Така. Барем да проба. И друг апел е внимание за
останалите моторџи во сообраќајот, бидејќи гледам дека културата кај нас веќе почнува да се развива. Се повеќе на семафори се тргаат коли, а ни направат простор да поминеме први до семафорот. Така, има промени. Има промени, мислам дека треба да се даде предност на моторџи, да бидејќи ние сепак сите моторџи, мислам повеќето, иако и меѓу нас има луѓе кои што се уште не се толку свесни, меѓутоа повеќето моторџи возат културно, пробуваат да возат на безбедна страна, бидејќи немаме заштита околу нас, нема метал околу нас, нема зидови околу нас, ние сме и асфалтот, така да колку повеќе безбедност и внимание према моторџиите во сообраќајот, толку помалку незгоди и нели помалку фатални незгоди. Така. Драги гледачи, сега е време за рубриката Мотообјектив, проследете ја и се враќаме во студио. Добре дојдовте во уште една епизода на Мотообјектив. Оваа епизода на Мотообјектив ја посветивме на еден убав настан што го организира клубот Guardian Angels од Скопје. Guardian Angels е македонски клуб, активен е веќе 16 години. Како и кај другите мотоклубови, кај нив се негуваат вредности како што се братство, вистина, почитување и уважување на сите луѓе, добра енергија и секако љубов кон моторите. Од основањето, секоја година Guardian Angels организира Biker Fest и веќе прераснува во традиција, а втора година поред овој фестивал е организиран со поддршка на општина Газибаба на плоштадот во автокоманда во Скопје и е дел од програмата Културно лето на општината. Оваа манифестација ја организираа за сите љубители на мотокултурата и на истата присуствуваа моторџи од целиот Балкан, односно годинава беа представници од 30 на мотоклубови од Македонија и неколку од Србија и Бугарија. Настанот го збогатија многу моторџи со пристигнати над 200 мотори, што навистина представуваше една прекрасна слика, а на плоштадот дојдоа околу 1500 посетители за сите заедно да уживаат во рок музиката со 6 познати бендови од Македонија. Вечерта кулминираше со концертот на легендарната група Super Hicks со кој се затвори настанот. Секако, како и на секој мотособир, убавото дефиле го даде најсилниот печат. Причината е едноставна. Дефилето е дел од настанот во кој активно учествуваат сите бајкери. Во оваа прилика, моторџите тргнаа од плоштадот во автокоманда, отидоа до хотелот Континентал и оттаму се упатија кон населбата Маџари, оттаму до населбата Ченто и на крајот се упатија кон населбата Автокоманда и завршија повторно на плоштадот од каде и тргнаа. Активностите на Guardian Angels се дружење, организирање на хуманитарни и општествено корисни акции, како и подигање на свеста за мотокултурата. Како и другите мотоклубови, тие традиционално организираат крводарителска акција на роденденот на клубот во октомври, а оваа година е 14-та поред. На акцијата се приклучуваат како од другите мотоклубови, така и граѓани кои не се моторџи, но се хумани луѓе. Исто така, Guardian Angels секоја година во текот на месец април, во соработка со општинската организација на Црвен крст, организираат показна вежба за пружање помош на повреден моторџија. Воедно се организира и предавање за почетници моторџии, млади луѓе кои полагаат за категорија, за тоа што ги очекува кога ќе станат моторџии, како треба да се однесуваат, споделуваат со нив искуства и им даваат совети за безбедно возење. Ви благодариме. До следната епизода, бидете ми живи и здрави. Драги мои, благодарам за вниманието и благодарам што бевте со нас и во оваа епизода на Мотокаст. Заедно со мене овде беше Нино. Со Нино разговаравме и за она што како револуционерно откритие или продукт го има, но и за важноста за безбедноста и тоа каква опрема треба да купуваме, на што треба да внимаваме и така натаму, и секако која е иднината во однос на науката, технологијата поврзана со мотосветот. Ако ви се допадна она што го видовте, ве молам на крајот на ово видео, секако лайк и сабскрајб и споделете со вашите пријатели, роднини, сите овие што ја следат на социјалните мрежи. Нас заследете не и на социјалните мрежи и на YouTube каналот. Поставувајте прашања, коментирајте, ние сме тука за да ви одговориме. Ви благодарам.